4 дена јавноста не знае каква опасност ја демне Македонија во следните 6 до 7 недели. Изјавата на претседателот Пендаровски по состанокот на Советот за национална безбедност отвори дилема дали македонските граѓани треба да бидат мирни затоа што состојбата е стабилна или да се вознемират затоа што се очуваме со сериозни безбедносни ризици. Темата на денешниот Совет за безбедност, значи безбедносна ситуација внатре во нашата земја, во Република Северна Македонија и во регионот. Заклучок беше на Советот за безбедност дека безбедносната ситуација во земјата е стабилна. Во наредните 40 до 50 дена влегува во еден период, временски период кој може да биде турбулентен. Во контраверзната изјава, паралелно со турбуленциите, претседателот зборуваше и за тоа дека нема индикатори внатре во земјата и надвор границите во блискиот и поширокиот регион, дека состојбата би можела битно суштински да се влоши до ниво да го загрози интегритетот и суверенитетот на земјата. Сепак за јавноста посериозен е делот во кој тој зборува за турбуленции од безбедносен карактер. Масло на огнот што го запали претседателот долеа и вице-премиерот Бујар Османи, но и медиуми блиски на Социјалдемократскиот сојуз кои го дополнија Пендаровски со тврдење дека тој зборувал за руски напад во следните 50 денови. Од руската амбасада во Скопје, како најнова параноична измислица и русофобија, пуштена на најако, го оценија текстот на еден портал близок на власта кој објави дека Пендаровски зборувал за можен руски напад. Запрашан кои се можните турбуленции, вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи како пример ја посочува Црнагора и ситуацијата која настанала таму пред членството во НАТО. Имаме искуство од другите земји за предизвиците со кои се соочуваа пред членството во НАТО. Ја имаме Црнагора, имаше некои турбуленции пред членството во НАТО. Имаме евентуални напори за дестабилизирање на нашиот пат кон Европската унија и евентуално тоа може да биде плодна почва за попречувањето на процесот за интеграција. Според Османи, сепак, овие закани се само во доменот на теориите.